Добро вечер, добро дојдовте во емисијата на Капга со Иван, емисија која што знаете дека се емитува на YouTube 21:30, на Канал 5 телевизија во 23 часот, емисија која што вгостува, вдомува еминентни луѓе од политичкиот и општествениот живот во Македонија, но има една мала ситна група на луѓе кои што не знам зошто немаат, предпоставувам, доволна храброст да се појават и да седнат спроти мене на ова друго столче и малку заедно да си пробеседиме, да си промуабетиме за актуелните политички ситуации. Вечерва нема да ги споменам кои се тие, само дека ќе ви кажам дека на овој список го уфрлам и Бујар Османи, доскора актуелен министер за надворешни работи, човек кој што постојано ми одговара дека не е сега вистинско време. Веднаш после 2 дена го гледам на друга телевизија, јас повторно се јавам и вика, ај уште малку време да помине, потоа го гледам на друга телевизија и некако сваќам дека сум дискриминиран, исто како што тој му кажа на Пендиков во една софиска болница дека знае што значи да се биде дискриминиран, така и јас сега се чувствувам дискриминиран. И еве Бујар Османи, ве молам, немојте да ме ставате во подредена дискриминирана позиција, да одите во други медиуми, а да не доаѓате кај мене, затоа што почнувам да мислам дека сум болен, лепрозен, нешто далеко било дека ми е, или пак можеби не ви се допаѓа мојата мингуша обетка на моето левово. Како и да е, јас го представам сега мојот вечерашен гостин, човекот кој што е еминентен во многу полиња, можам да кажам слободно дека сум убил не тој мене, туку јас нему колега новинар, Љубомир Гајдов. Добро вечер. За многу години. За многу години. Кажете ми, исто вие би го осудиле да бевте на моје место, господинот, дали е дискриминација што Бујар Османи не доаѓа кај мене? Бега. А зошто бега? Зашто има 2-3 прашања на кои нема одговор. Ја имам повеќе од 2-3. Ја кажувам само 2-3. Добро. Прво, 5 милиона евра ги згружува да направи своја промоција со ОЕПС. Тоа го сметате за негова лична промоција беше? Апсолутно. Он се спремаше, нали, да го наследи Али Ахмети. Така беше. Второ, отиде во Ефес, кај нашиот голем учител Хераклит, Добро. на гробот на мајка Марија. Така. Отиде кај мајка Тереза во Индија. Ама беше ке Пендиков. Секете случајот Пендиков. Тоа е Ама ситна пазете, работа. вие да појдете како министер и да му кажете дека е претепан затоа што бил дискриминиран и да кажете, еве, јас знам што значи да бидеш дискриминиран. Кој го дискриминирал Бујар Османи? Доктор, првенецна генерација, човек кој што работел долги години во Македонија и надвор во Македонија, министер за надворешни. Како е тој дискриминира? А јас не сум дискриминиран што не доаѓа кај мене. Не. Зашто он прво не бил првенецна генерација, има просек 6,5. Не е баш 6,5, треба да го проверите. Јас сум проверил и кога отварам уста, јас знам што Ја зборам. ви велам дека не е 6,5. 6,5. Добро. Еве ќе гледаме заедно после Ќе гледаме. Трето, тој наместо за 2 милиона евра со неговиот газа, султанот Али Ахмети, да направи... Пазете само на термините султанот. Мислам дека го нема тој титулар Али Ахмети. Се уште му треба... Ја тврдам дека е султан, бидејќи со 13 пратеника владееше со Македонија 7 години. Трето, тој успеа да потпише еден антимакедонски договор со бугарите. И кога го праша зошто го потпиша овој договор, Не потпишал тој договор со бугарите, тој потпиша протокол. па што е разлика? Тоа е дел од договор. Значи, тоа е план годишен, или американците викаат и дури во преговорачката рамка стои annual, да бидеме коректни. Со мене кога разговарате, сакам да бидеме коректни. Annual review. Значи, тоа е протокол кој што детерминира по прецизно ставки кои што се ставени и нотирани во договорот. Тоа се согласуваме. Само да зборуваме правилно и точно, ве молам. Не сакам да се расправам со вас за зборови, Не се расправаме, тоа се Да термини кои што довршам. се многу важни. не сакам да ме прекинувате кога ме прашате. Не, Може така? во оваа емисија заборавите го тој принцип, не сакам, ова е дебата. Ја и вие сега дебатираме. Ајде, одиме понатаму. Нашиот прв учител Сократ Добро. е татко на дебата, на диалог. И што вели? А што значи диалог? Разговор. А па разговор што значи? Само едниот зборува, другиот слуша? Едниот го зборува, другиот слуша, другиот зборува, првиот слуша. На грчки се вика
Дијале го меај, дијале ге стај. Да се вратиме ние на Бујар Османи. Да се вратиме. Сега да ви Кого- кажем, значи Само да завршам. Ајде. Кога прашаат зошто потпиша ваков ти антимакедонски документ, тој вика, не можам да ги бранам македонците од лични причини. Адлетарам, цитирам. Што значи тоа превод? Ајде. Ја тоа го читам, дека он е од семејство фашистичко или балистичко. Чекајте. Имате документи за ова? Да повторам, ја предпоставувам дека тоа е он, затоа што е од балистичко семејство, тоа кажува не можам да ги бранам македонците од лични причини. А може да каже затоа што се чувствувам како етнички албанец, како дел од албанскиот народ, како што пишува во преамбулата. Може би ли тоа да му биде причината нему? А кои му се него слободи и права укинати или закинати? Ништо. Никакви. Нема. Да. Значи викате да него мислам не сакам да го трошиме, после пак ќе се вратам на Бујар Османи, само ми беше во обидот, ме чуди зошто господинот екс-министр за надворешни не сака да дојде кај мене, само тоа. Зашто имате вие серија незгодни прашања на кои што тој не знае што да одговори и затоа што глуми дека он е интелектуален и политички наследник на Алија Мети, кому се гледа крајот, он не сака да се изложува на такво непријатно Искуство. презентирање. Добро. Кажете ми сега на почеток, иако и Дали ова е можам два амандмана на почеток? Ајде. Прво, да ја пофалам вашава телевизија која е највлијателна, зашто по серијата на прилози на Александар Видиновски, Битола реагираше и почна да ја чисти гнасотијата околу Битола. Не ова прв пат, ова е веќе неколку пати, што е комплименти за нас како медиум. Зашто кажувам дека прв пат гледам дека од телевизиска емисија има реакција државна. Зашто во тие емисии Видиновски докажа дека Македонија е јавно сметлиште, што викаат србите. Јавен контейнер. Апсолутно. Добро. Срамота. Тој е првиот амандман. Вториот. Имам забелешка што оваа емисија, што е највлијателна, Не можам да кажам дека е највлијателна. Ја тврдам тоа. Е, влијателна, има и други. Највлијателна Добро, еве, ја не се согласувам. снима, а телевизија е само жива емисија, инаку е филм. Ви објаснив, сакате сега јавно да ви го Да, кажам да добро, го чуем. може уште имам две Не ми реченици. гарантираат гостите дека ќе бидат во 23 часот во Канал 5. Тоа е. Ако не доаѓаат, ќе им оставите празно столче и ќе викнете алтернатива. Не е тоа ефектот на емисијата. Океј? И? Значи, не сакам да бидете ко Алфа или ко Бетмен што ви снимаат емисиите. Не, ве молам, немојте сега да ги ставате Ма во ја уста. кажувам тоа. Ама не сакам да ставате, не дозволувам да се ниту да се глорифицираат, ниту да се но истовремено и да се девалвираат мои колеги, ве молам. Вие немате толку години колку што имам ја седено на овакво столче во телевизија. Телевизија е само жива емисија. Друга е филм. Во ред, ножици. еве, во жива не, но цела американците имаат еден убав израз за снимање од прва, се вика as live, како во живо. Ние сме во таква емисија. Никога да почнам да ве прашам нешто што можеби ќе ве изнервира. Ајде да видиме. Викендов бев на 340 км надвор од Скопје. Ако ви кажам 340, предпоставувате дека не сум бил во Македонија. Така нема Грција, таква. Бугарија, Србија. Ирелевантно, така. Одлично. Во еден локал на пауза се сретнувам со еден човек од градов кој што е познат човек, не можам да ви кажам кој е човекот, ќе ме сватите ќе ми ја разберете мојата дискреција, кој што ми вели вака: пред некои 2 до 3 месеци имаше голем скандал помеѓу Гајдов и Зиков. Дојде до физичка пресметка. Нема такво нешто. Може да завршам? Човекот ми тврди дека бил сведок од страна и дека имало дофрлање и од двете страни, значи од ваша и од страна на Зиков, старо комуњариште, старо шпиуниште, коцкар, криминалец, од кај ти се парите и така натаму и така натаму. Уште еднаш кај ве прашувам, сигурен сте дека ова не се случило? Не. Тој што ви кажал, нека дојде во студио да ми каже мене. Значи такво нешто немало. Немало. Не сте физички го нападнале Зиков? Не. Никогаш? Со него сум имал еден судир 2000-та година, Не зборам пред 2 месеци. 2000-та година, То кога не е- ме молеше Добро? да го припечати мојот интервју со Нобеловецот Пол Самилсон, новиот Аристотел, Добро.
И тој не само што му ги менувал на Љупчо Гајдов прашањата, ги менувал одговорите на Нобеловецот. Само тоа било меѓу нас спор. А ваква случка некаде во центарот на Скопје, каде што вие го напаѓате зашто наводно сте го виделе дека излегува некакво казино во близината и сте му дофрле, а тој ви вратил, па после како што вели очевидецот, ако сакате ќе бидам колоквијален, пукна една шамарчина, значи такво нешто не се Тоа е случило. интрига. Интрига, нели? Добро. Мене ми е забрането јавен таков настап. А кажете ми, некогаш сте биле ли вие во ситуација физички за пресметување јавно со некој Не, имам црн појас во карате, мене ми е забрането. од етички причини, така? И од спортски причини. Ние двајца сме учеле еден сериозен занајд, Така е. кај што главна работа, гледам во вашите емисии, инсистирате на етика. Апсолутно, затоа што јас сум човек кој што ја поддржува, особено го поддржува стоицизмот. Човекот се разликува од другите суштества само по етика. Во ред, одиме понатаму. Значи, ова не се случило со Зиков, добро, ќе го сретнам, се надам, човекот во Скопје, ќе му речам да не шири дезинформации и дисеминации, секакви разноразни. Ме интересира како дојде до моментот да вие бидете осудени за клевета од страна на Фрчковски поради презентацијата на книгата на Стојан Андов. Само сосема на кратко да им објаснам на гледачите. 2018 година, ако не се лажам, станало збор за книгата пред атентатот и по него. Вие го држите предговорот, нели не сте рецензент, но ја најавувате и направивте предговор за книгата и велите, ако не се лажам, очигледно наедно се залета во македонскиот гамбит, еден од новинарите подоцна вели дека некако сте успеале да го наклеветите Фрчковски. Што кажавте вие толку страшно? Може да кажам елемент по елемент. Да, само немојте да бидете екстензивен, затоа што е брза емисијата. Факти сакате? Да, исклучиво факти кратки. На 3 октомври 1995 година во нашата амбасада, што беше моје работно место како дописник од Америка, Добро. Само ми кажете, амбасада во Америка, така? да, во Њујорк. Добро. Министерот Стево Црвенковски ме запозна со заменикот директор на FBI, Добро. што е донесен во Њујорк од амбасадорката Љубица Ачевска, да му ги дам снимките од 1 октомври, што на прва венија меѓу Обединените нации и нашата и американската амбасада, македонските лидери на диаспора бара смртна пресуда за Глигоров и за Стево Црвенковски, што на грците им го дале знамето. Тој објасни, да не говорам детали, секој може да ги најде, Добро. дека мозок на атентатот е министерот на полиција, бидејќи после 3 истоветни телеграми од ЦИА, од БНД, од Михен и од Лондон, ништо да не пипате, доаѓаат нашите експерти, вашиот министер за полиција го однесе Мерцедесот во непознат правец. Ја прашам најново зошто? Он е мозок на атентатот. Значи, вие бевте убедени од тој разговор дека господинот, почитуваниот господин Фрчковски, дека бил мозокот, мастермајндот на атентатот на сега веќе починатиот прв председател на Независна Република Македонија, господинот Кирил Глигоров. И уште имам 2 реченици. Ајде. Летоска ќе правиме конференција 30 години од атентатот и ќе дојде клучниот сведок Љубица Ачевска да го повтори тоа. Зашто Ова што го кажавте сега. Да, зашто 3 амбасадори што беа во салата се мртви, а тројца живи нека да дојдат на судење. Сериозна е работава, затоа што Владо Поповски, после една промоција на книгата Антисемитизмот на Бугарија, Добро. пред академикот Камбовски рече, без да го прашам, Добро. кога како шеф на македонско разузнавање во Вашингтон, кај мојот колега Џорџ Тенет, шеф на ЦИА, тој ми рече дека атентатори се двајцата најблиски соработници на Глигоров. Тоа му го реков и на Глигоров во Скопје. Добро. А уште нешто. Ајде. На судењето
За клеветата. Да. Добро. Прво ја сменија судиката без причина. Ни болна, ни мртва ја сменија да може да донесат сериозна работа. Ова ни болна, ни мртва, ова е добро. Второ, кога судиката го прашаше мојот адвокат дали имате нешто да додадете, тој вели 3 работи. Прво, зошто Фрчков си не го тужел Гајдов, што во мега интервјуто на 22 јуни 2002 го изјави истото тоа. Зошто не го тужел кога тоа го изјавил во мега интервју за Фокус 2007? Туку сега. Сега го тужел зашто во психијатриското вештачење пишува паднал во депресија зашто тоа Гајдов го изјавил пред председателот Пендаровски и пред премиерот Зоран Заев. Сакате ми кажете дека господинот ни Фрчковски бил депресивен во тој период? Психијатриско вештачење го покажа. Ако И да завршам. И вели дека 6 месеци нигде не одел, имам ја досие. Добро. 6 месеци нигде не Не одел. излегувало дома? Да, а ние докажавме дека, пошто ја тамо предавав исто, кога се влегува и излегува од предавалната, има електронска картичка. Тој до 28 февруари одел редовно на настава. Значи лага. А затоа тој кога беше годинава, мислам, кај нас на интервју, кај Гоце Михајловски на само интервју, ми делуваше малку депресиран. Може да го држи таа депресија тогаш? Можно да е. Не знам, ама ќе се чуе летоска, Што било, како било? тука нема лага. Добро. Сакам да ја вратам една приказна која што ќе ми поврзи неколку теми, а е поврзано со УЧК, односно или она, ако сакате. Она е една фамозна ваша изјава која што предизвика во тој момент не баш многу турбуленци во македонската јавност, ќе ја прочитам да ја цитирам, велите вака: второ полувреме нема да има, зборувајќи за УЧК, само да бидам коректен како што се сметам себе си, да не ме сватат погрешно моите гледачи сограѓани од албанската етничка заедница. Вие не рековте албанците, туку зборувавте за УЧК. Значи, второ полувреме нема да биде ко првото, овој пат ќе ги газиме ко буба шваби. Нема кој да ги вади. Сега кажете ми, нели мислите дека е малку за една ваква сериозна интелектуална величина како што се вие да дозволите еден ваков вординг, дека некого ќе згазите како буба шваби? Ви личи ли вам вака, нели ви е малку незгодно, кажете ме, вака после оваа временска дистанца, ова е 2023 година кажано. Благодарам за комплиментиве, ама ќе ви кажам една многу важна информација. Ајде. Кога на 21 септември 2001 ме викна командирот на милициска станица на Водно да го вратам калашниковот, револверот, бомбите и пачките, Добро. пошто бев ја. А чекайте, вие бевте учесник во војната 2001? Зашто ги враќавте? И во една последна... На која позиција бевте, кажем? Кај бевте стационирани? На шапка. На шапка. Во една торба ја донесов и униформата. Добро. И тој ми рече, чувајте униформата, можда еден ден пак ќе ви треба. И ја чувам дома, и кога еден бивши министер беше гостин со мене во една емисија, сакав да дојдам униформа. И ми вика, Видиновски, немој да правиш циркуси. Па, ке беше малце циркус, знаете. Еве, уште нешто имам. Ајде. 2002 година на 5... Не, кажете ми, не ми кажувате за буба швабите. Ви, малце ми бегате да ми одговорите. Не бегам. Зошто буба? Зошто треба да наречете, па макар и да се УЧК терористи, како што милуваме да ги кажеме за голем број наши сограѓани од тој период, впрочем беа ставени и на една црна листа на Америка до 2003-та, нивната организација како терористичка, зошто мора да ги наречете луѓето буба шваби? Ако е некој таков, не треба вие тоа јавно да му го кажете дека е таков. 2002 година, на 6 мај во Вашингтон, на Американско-еврејскиот комитет, највлијателна организација во свет, Добро. Садикари и ја, као нови лидери на македонско-израелско друштво, бевме седнати на маса со грчките еврејски лидери. На празно седиште до мене седна израелски генерал во униформа Тегет, со чварки. Добро. Вика, јас сум Моше Јадин, синот на основачот на Мосад. Сега сум директор на Генерална штабна академија, а другиот месец ќе бидам началник на Генерална штаб, командант на израелската војска. Имам прашање за вас, господин Гајдов.
знам дека сте биле специјалец, како може да изгубите 60.000 4 дивизии од неколку илјади терористи? Може, генерале, кој имаш врховен командант предавник. Оп. И тогаш падна муабет. Вие зборувате за Борис Трајковски? Да, експлицитно. Чекайте, прво човекот не е меѓу нас. Прво, мислам дека е малци некоректно таа позиција, сепак бил председател на оваа земја. Второ, доаѓате, не ми покажувате никаков документ овдека да кажете дека е предавник и дека не е издал. Може да Ама ја да морам да аргументирам. Не, оставете ме ја да кажам сега. Добро. Вие ме учевте пред малку што значи Точно, диалог. Диалог сега. Точно. Значи пак ќе ве кажам, имате ли доказ, ве прашам? Имам. Покажете ми го, кажете ми го. Еве вербално кажете. Генерал Панде Петровски, Добро. начелник на генерален штаб на македонската војска, што се бореше со УЧК. Што, Панде? Има 300 страни книга, кај што ова го опишува експлицитно, плюс од тројца други генерали уште една книга има за истава работа. Ама дали ти експлицитно го именуваат и го посочуваат починатиот наш председател дека е предавник? Затоа што Ве прашам конкретно, кажете ми. конкретно, еве зашто? Затоа што кога армијата под команда на генерал Панде Петровски напредувала кај Рачиново, он рекол, оставите ги на мира луѓето. Јас мислам дека не било тоа така. Ке ви дам книгата Вие за дајте нова ми година. книгата, но јас исто така имам конкретно околу Рачиново и мислам дека е тоа малце пошироко позната ситуација што се случуваше, пијам еден човек, Стојанче Ангелов беше во таа борба. Вие не знаете поише од генерал Панде Петровски начин на генералштаб, нали? Апсолутно не сакам да го спорам тој момент, но сакам да ви кажам дека покрај Панде постојат и други луѓе кои што биле сведоци на филд, на полето. Ама не напишале книга. Ама ако некој напише книга, тоа се зема за... Тоа е доказ. Не е тоа доказ. Тоа е негово личен став, само што е нотиран и е претворен во нарација. Ве молам, како може нечи став во книга да биде фактичка ситуација и фактички доказ? Не може тоа така. Не се сумнам дека Панде не го, но малце ми е тежок овој избор да го слушам, затоа што Тоа е информација... прашање на стил. Во ред, нека биде така. И сакате да ми кажете да не беше, еве, хипотетички кажано, господинот Борис Трајковски на таа позиција, ние ќе ја добиевме таа блицкриг војна која што беше? Еве зошто. Бевме ли Има. оставени во тој момент да ги... Има причина. Причина има. Добро. После првиот круг на изборите, Тито Петровски му водеше на Борис Трајков 120.000 гласови. И после изгуби во вториот. А зашто изгуби? Зашто ливчето Охридски договор им го потпиша на албанците. За тоа. Тоа ја тврдам. Знаете каква е ова сериозно обвинување? Како не, најсериозно. Не, ја не верувам у чуда, и вие сте учеле, и ја, и логика, и етика, и што не, таму е чисто причинно-последнична релација. Врска. Добро. Значи, уште еднаш кога ја прашам, не ја напуштате тезата дека ние сме имале председател кој што трагично загина во авионска несреќа, Не загина трагично, го утепаа французите. таа во некоја друга емисија, тоа не ми е денеска планирано. Сега кога сме кај УЧК... Само да кажам, можда Ајде, би зашто го слободно. тврдам. Ајде. Кога со мојот менторот од Лос Анџелес, Иса Кадиджис, се договаравме за моја теза на дисертација, тој во еден момент рече дека он кога доаѓа во Ерусалим не спие кај татко му, туку спие кај заменик премиерот Шимон Перес. Ја му велам, ајде да направиме средба на нашиве лидери со израелскиот врв. И он ми вели, еве за 10 дена дојди со Бранко во Давос, во една соба ке вечераме јајти, во друга соба Бранко и Шимон Перес. Утре додаме кај Бранко и му викам, паку се одиме во Давос. А он ми вели, морам да го пашам Глигоров. Не ми рече он Глигоров, он ми рече Бранко. Зошто? Па ја и Глигоров сме го поделиле дуќанот. Ја водам економија, а председателот вози дипломатија. И се ја прашам, што бара Трајковски на конференција за економија во Мостар, а Бранко да носи дипломатска пошта во Даблин? Тоа прашам ја. Во ред, вие сваќам поинтата, не би сакал да навлегувам во таа поинта. Ова се факти, ова нема шала. Сите се живи, освен Трајковски. Така е.
Имате ли некој, еве, пошто не го планирав тој момент, а ми е интересно околу 2001 година, има ли некоја интересна ситуација која што можеби јавноста не ја знаела од самиот терен или од преговорите? Знаете како, еве, мене ако ме прашате, мислам дека... Има. Само да ви докажам, во еден момент вашиот пријател во наводници Фрчковски, ако не се лажам, имаше некоја изјава тие денови дека меѓународниот фактор не оставил малку да пробаме сами да ја решиме кризата и доколку тоа не го направиме, тогаш кризата ќе биде решена на зелена маса, што впрочем и се случи после неколку дена. И тоа ме интересира и сега ме интересира како вие го гледате Охридскиот рамковен договор кој што сега повторно дуи на големо го враќа наративно во уста, многу се вокални по тоа прашање. Дури еве сега имаше вчера едно интервју на Бујар Османи за Радио Слободна Европа, вели ако се чепне законот за јазици, тогаш паѓа во вода и Охридскиот рамковен договор и тој го објаснил како договор, историски договор помеѓу македонците и албанците. Јас само не гледам никаков договор помеѓу македонци и албанци, туку има договор за уредување на државата со некои конкретни членови каде што се споменуваат македонците и останатите етнички заедници. Кажете ми сега вие, можеме ли ние навистина и треба ли да му пристапуваме на Охридскиот рамковен договор како договор помеѓу македонци и албанци или не? Сега вака, да почнеме поред, може? Ајде. Не смеме да заборавиме фактографијата дека 60.000 армија загуби војна од неколку илјади терористи. Пазите, парамилитаристичка војна форматија од Косово што дојде, не беше таа македонска. А сега вие ме влечете малце за език. Не, тоа е суштина. Не, само да прашам. А зашто вие вака јавно еднаш не кажете? Знаете ли кој некој што ни помогне таа 2001 година кога имавме проблеми со терористите? Знаете ли само една земја која што сакаше да ни продаде авиони и ни даде пилоти? Тоа беше Украина. Така не. Русија не сакаше да ни даде. Сега што одредена група наши граѓани се колнат во Русија. Ето тоа е таа Русија. Не сакаше да ни продаде оружје. Кај мене дома спиеше генерал Стојков, што од мојот стан овде на Урци Николов отиде во Киев да ги донесе 2 Сухои и хеликоптерите борбени. И пилоти ни дадоа за управување. Така беше. Него да се вратиме на главната тема. Значи 60.000 войска. Добро, тоа ме скажав, но како може, зошто дозволуваме? Пошто имавме командант предавник за тоа. Господин Гајдов, војска, втор пат ми го кажува тоа, јас... Морам да кажам, ако вие не го слушате добро. Јас го слушам и велам дека ја не се согласувам со таа ваша констатација. А бројкава не ја сакате? Не, бројката е фактичка. Тоа е факт. Но не можам да дозволам да лоцирате загубата на военото поле, што е за мене исто така неописливо, дури срамно, за земја, колку и да сме биле сиромашни, неорганизирани само 11 години после осамостојувањето и така натаму, не е во ред да лоцирате вина која што ќе проточите во терминот предавство само кај еден лик, а тоа е во овој случај починателен председател. Може да зборуваме за еден систем на луѓе кои што не биле добро организирани, кои што можеби не сакале да се организираат, кои што можеби немале доволно интелектуални капацитети, и тоа можам да го разберам, но ова малце ми е премногу, да ви кажам, искрено. Кажете ми, пак ве враќам. Зошто денеска ги слушаме дуи? Цело време се повикуваат на Охридскиот рамковен договор дека е тоа договор историски помеѓу македонци и албанци. Дали е нешто ние другите не албанците, зашто овдека имаме проблем не само македонците, и турци, и руси, и срби, и власи, роми, секакви. Како си дозволува да го стават во категорија на историски договор? Тоа нешто ме враќа малце, не знам се сеќавате, тоа беше фразата што господин Тупурковски ја спомнуваше во еден период во кампања, треба да се направи историски договор помеѓу албанците и македонците. Га паметите тоа кога се појави на политичката сцена. Нашиот колега Арбен Джафериков измисли тоа. Па мислам дека прв го пролиферуваше господинот Тупурковски, мислам, сега не можам да тврдам, бев релативно млад кога тоа се случуваше. Зошто дозволуваме таква нарација дека е тоа договор помеѓу албанците и македонците? Зошто е главното прашање наше? Али Ахмети е политички мртовец. Тој се обидува да се демуминизира. А што према ако победи сега дуи на локалните избори? Кај да победи? Во Македонија има локални избори, знаете, ќе бидат крајот на октомври.
Па што ако победи? Ама не може политички мртовец да победи. Нема да победи бидејќи. Ама хипотетички избор може нема да победи, не знам. Ја тврдам. Ама немојте да тврдите вашите по интуиција велам, по Ама немојте, интуиција. вашите прогнози за Македонија ви се многу лоши. Само две имам. Не, вие сите три и сите три Не, јутнавте. само две. Ќе ви ги кажам после Ајде да ми сите кажете. четири. Сакате? Договор со Бугарија го шинавте од фалење. Што шинав? Од фалење договорот за добрососедство со Бугарија. Срамота тоа нигде не сум му кажал. Сега ќе ви прочитам што се кажале за Бојко Борисов. Ве молам. Значи, 2018 година на телевизија Телма во емисија Јас вчера ве гледам. Да чујам? Викате вака: Борисов е вистински лидер на Балканот. За джентлменскиот договор. Ве молам. Едно е да кажам лидер, а друго е да кажам дека е добар договор. Значи, ве молам, прослушајте се емисијата, ќе видите, Ја знам што сум рекол. ја не манипулирам. За да неколку години подоцна и сега пред некој месец кај нас во емисија кажете, знаете ли вика кој му беше обезбедувањето на Тодорче? Деминутив Тодор Живков, оној бадигардот, алудирајќи и сите најцрни зборови за не велам дека Ама се дали држте го контекстот, не го вадите од Ама не контекст. го вадам, не го ви кажам. Потоа, сакате да ви кажам за Заев, Сакам, сакате да ви кажам за Мицковски. сакам. За Мицковски што викавте, дека американците му рекле дека никој што нема да биде премиер. Денеска кој не е премиер? Што да правиме? А прашам зошто? Ама ирелевантно е. Вие давате Како не е анализа, зошто? ама сега, ве молам. За Заев, па знаете ли што зборувавте, еве сакате Ајде да чујам. сака да ви покажам на фотка, може ли? Ова, вие ли сте, кажете ми, гледате убаво? Да. Знаете ли каде е ова? Не. Ова сте вие на сликата, се гледате, имате плаво сако, така, најдесно на сликата. Да. Се гледате кај сте. Ова сте во Штип на 26 март 2018 година. Стојан Андов држи предавање кој што вели, а вие аплодирате, има снимки, дека Заев и министерот Димитров правилно и во согласно со државните интереси ги водат преговорите со Грција. Господине Гајдов, значи знаете што, зборувате со човек кој што има добра меморија. Само момент. Чекате. Ама Вадите од контекст. не вадам од контекст, ама ова се вие на сликата, не сум ја на сликата. Ама вадите од контекст. Не е од контекст. Еве пак ќе ви покажам. Вие ли сте овој на сликата? Ја тамо доаѓам да ја промовирам книгата на Андов. Не е ова книга. Ова е книгата е да, овдека зборуваме, има излагање починати од господинот Андов, има излагање за преговорите со Грција. Вие седите и аплодирате. За преговорите со Грција, во Ману имаше конференција. Ја ви кажувам за ова во Штип. Чекате момент. Ајде. Немојте да фалсификувате. Кај фалсификувам ова ви покажам. Ја се работам со аргументи, Рековте господине. Грција. За Грција зборувам. За Грција во Ману има книга, кај што сум единствен во салата, кај што има цела влада, цел Ману, само ја говорам против договорот со Грција. Тоа е факт. Второ, во Штип, Сакате да ви кажам што кажавте и на топ тема за договорот? сакам. Ајде бе, молам, ќе потрошам цела емисија за Ма една не, друга не, телевизија. не е, вадите, Ама тоа не е, тоа ова е е, вистина. ама ова е вистина, ќе ви ги Не е пратам. вистина. Апсолутно е Не е вистина. вистина. Во Штип ја промовирав книгата, како што ја промовирав и во Да ви го Скопје. прочитам насловот ушенашка. Значи, седите и аплодирате. Стојан Андов изјавува: Заев и министерот Димитров. Книгата не беше за Грција. Знаете зашо беше книгата? Знаев и за атентатот, така беше? Знаев и министерот Димитров правилно и во согласно со државните интереси ги водат преговорите со Грција. Вие седите во публиката, еве уште еднашка да ви покажам, погледнете, вие сте овој. Да ви повторам, може уште еднаш, Ајде пошто само, гледам не ама- слушате добро. ама Еде можете што на не микрофон слушате да станете, не ми добро. Што се- не слушате само- добро. Дека јас книгата што ја промовирав во кинотека, ја промовирав и во Штип, во градско собрание, како се вика тоа, општинско собрание. И Немој да ми зборувате дека сум ја офрлија договорот со Грција, бидејќи има книга во Бану, книга, ќе ви ја подарам утре, кај што говорам дека тој говори е антимакедонски договор, не го напред- кажувате тоа што го гледавте на Телма. Дека е антимакедонски, велите дека има проблеми, дека е добра основа. не е И точно. вака викате, слушате ме. Не е точно. Ве молам, немојте да фалсификувате факти. Добро, еве јас фалсификувам факти, ако е така, но ќе ви ги пратам линковите на имейл, ќе се прочитат Нема што ја памтам све што сум рекол. Добро. Кажете ми, викате дека Грција нема ништо исполнено тоа што потпишала и дека давала и изфрлала куп пари заедно со Бугарија и со Албанија за фалсификување на историјата и така натаму. Точно ли ова што го тоа што ве слушам? Подпредседателот на ВМРО ДПМН во жива емисија рече Кој подпредседател? Александар Николовски на тој да. дека 25 милиони евра примиле Заев
и Димитров. Ја не го реков тоа. Второ, на затворена седница на амбасадори, Добро. председателот Иванов Колкостин рекол 150 милиони евра примиле. Не го реков ја тоа. И трето, во Лондон 92 година, кога бев со Глигоров, кај председателот на Европска банка, мој бивши колега Атали, на доручекот ми приде уредникот на BBC на грчки јазик и ми вели: "Ве молам да ми направите интервју со Глигоров." Идам кај Глигоров, му викам: "Сака Грков интервју, нека дојде во Скопје." Ко се вратив, што ви рече Глигоров? Ке ви речам ако ми кажете дали е точно дека во Грција има фонд за подмитување од 100 милиарди долари. Има, вика. Добро. И вие верувате дека со тој фонд успеале да го постигнат овој договор со Што нас? сакаат прават? А пазите, лани, ако се сеќавате, кој што гледам чувате, Ципрас во средатина рече: "Да не брзавте, немаше да морате да го промените име." А знаете кој се деша до Ципрас кога тоа го кажа? Зоран Заев. И добра награда. Околу вашите погрешни проценки се сеќавате што кажувавте за вториот мандат за Трамп пред изборите 2024 лани при крајот? Вака, Да. вака ве кажувате. Ке кажам јас зашто. Еве, Вика не може да победи зашто два пати да победи со измама не може кај американците. И победи. и победи со измама 2 пати. Како победи сега? Еве, првиот победи Не со сега за овој пат ве прашам. Првиот пат баталете помина, не можеме сега да се враќаме тоа. Што ја збориме за овие избори? Преказна му беше Америка голема повторно. Мага, Make Да, America мага, Great. мага. Мага. Make America Great Again. И ама добили човекот гласови. Доволно. Мислите дека успеат 350 милиони луѓе да ги измами? Да, Тогаш имаат американците проблем со мас халуцинација, а човеков е тогаш генije за мене. не генije, супер генije. И што направи прво? Направи тарифи. Тоа се вика царини. Нека биде царина. Па се врати, Добро. па после направи пак. Што направи со тоа? На американскиот обичен граѓанин му го зголеми трошокот за живот. Но добро, ако Рече, ќе направи со Русија за 1-2 дена мировен договор и не направи ништо. вие Втора измама. во ред, ако вие стварно мислите дека за 1-2 дена се прави договор, во ред, но не знам дали знаете, се предпоставува дека овој четврток во Истанбул треба да се сретнат Зеленски и Путин, Зошто? за да конечно се затвори војната во Зашто вчера го изјави тоа Путин, а не го изјави Трамп. За тоа. И да завршам. Но и на работа прв пат, само да ви кажам, ве најавив како политички коментатор, пред се самиот вие се представувате како надворешно Тоа политички работи коментар, 50 тоа го години. работеше. Претпоставно пред знаете да го дека почти. наративов на Путин до пред месец и пол два беше дека тој воопшто не го признава Зеленски за легитимен председател на Украина и воопшто не сакаше да преговара. Ако паметите првите преговори кои што се водеа, Тоа знае обичен народ. така. Така да ја мислам дека ако се постигне било каков договор, барем за првичен прекин на огинот, затоа што умираат луѓе на дневна основа. Жално е светот во 21 век, кога се појавуваат artificial intelligence видеа на луѓе кои што се одамна мртви, ние да гледаме убивање бестијално никакво од двете страни. И да ви кажам искрено, за мене вината ке Русија, а не ке Украина. Но не може да го разбереме, вие кажете ми како е можно Во ваша врската... емисија реков дека исто како Хитлер велел нема да ја нападна Полска, па ја нападна Украина. Тоа Добро. го реков во ваша емисија. Така. Но кажете ми зошто си дозволи за мене е мал чуден потек на лидерите на Европската унија пред некој ден прошлата недела на прославата на Денот на Европа, поточно борбата против фашизмот, прославата да ја направат во еден град Лавив. Знаете Лавив за кој град се смета? Јас сум бил дописник од Киев. Добро, знаете дека е бастионот на Бандера. На човекот кој што многумина до ден денеска го доживуваат како Фашист. соработник, дури во едно време има и документи дека пред почетокот на Втората светска А војна каде избега? соработувал. Каде избега? Во Германија. И таму Не е избега во Канада. Не, во Германија е убиен во Михен, ако не се лажам, со цијанита од КГБ. Значи, Америка и Канада. Зошто си дозволува ЕУ таква порака да ни прати на сите доди во Лавив, па после да се сретнат во Киев? Еве што е трагедија на Европска унија. Ајде. Европска унија немаше ништо со војната во Украина. Бајден ја донесе
као мали дечиња во стадо ги донесе да дадат стотини милиарди евра за оружје во Украина. Сестра ми живее во Франција, вели Добро. дека по автопатишта илјадници километри има на колони на трактори, не им даваат пари, ветени пари. Зошто парите ги пратиле во Украина? Германија исто така во криза економска. Сите пари ги однесува. Да, сега имаат нов канцелар кој што гледам дека пак и тој ја продолжува политиката на поддршката на Украина како земја која што аспирира кон ЕУ. Иако мене ако ме прашате, за мене ќе биде лично ќе доживам како трагедија и предавство на Брисел доколку Украина пред Македонија ги почне преговори. Ја имам обратен став. Имаме късмет што поради Украина ние сите ќе влеземе заедно во Европска унија, што вие не го разбирате. Во емисија гледав пред некој ден, кај што велите ние нема да влеземе во Европска Јас сум унија. се уште убеден дека Добро де. ама еве вие не погодивте за Само да Трамп, кажам. не погодивте за Заев, не погодивте за Мицкоски. Чекайте, зашто Заев не го спомнувате? Ви кажувам зашто. Зашто вие верувавте дека е договорот добар, сега како? Не ето, вие не слушате добро. Поману има книга, ќе ви ја подарам Ама утре. кога е таа книга? Од која година? Таа книга е од 11 септември 2018 во Ману имаше конференција и искочи книга. Тамо кажувам само ја дека тој договор е договор напишан под американски диктат, а немаше потреба да го потпишеме таков договор. Ке добиете утре книга. Така ќе требам да ми се извините. Ке ви се извинам, но јас само не можам да ви се извинам за сликава на која што сте вие и каде што пишува што сте направиле. Да ви се извинам за тоа што сте биле присутни каде што Стојан Нандов го фалил Зоран Заев Ја и сум зашто бил да ви се извинам? присутен да му промовирам книга на Андов. Па што не сте станале кога го зборил тоа? Што да му? Но што не се станале, ја не се согласувам со ова вашата теза, господине Стојан Нандов, ја не дојдов вие да давате политички коментари и да оценувате актуелната политичка ситуација на дворешне и да се излезете И надвор. да му Зошто не држам сте? факаница, така? Не, ама тоа на други немојте на сите ли шлаканици се, немојте така. Значи зошто не станавте тогаш? Сега ме викате не било така, кој еве ве гледам на сликата. И вие сте тој или не сте тој? Еве пак ве прашувам. И кажете ми, ова е ваша ли изјава дадена за канал Ама 5? седни- Ај прочитете ми Кој што е? пишува. Гајдов, не верувам дека професорот Мицкоски ќе дозволи да има две влади во неговата влада. Човекот што го нарекувавте конјушар, дека Джимо, знаете што? Кој конјушар? Конјокрадец и конјушар за Мицкоски. рекол тоа? Вие. Не е точно. Сакате да ви пуштам и видео? Сакам, нема такво нешто не сум рекол, ве молам. Ве молам, Ве значи молам, во немојте- Америка таквите како него Ама- ги конјокраци ги викат и знаете што им прават Немојте ги тоа да бесат. измислувате. Тоа го рече еден помошник државен секретар дека од него ни старо ауто не би купил. Не. Ве молам сега да ви читам цитати, тоа го кажавте на таа една емисија на еден Милфон Макс или како се каже Милфон, не знам, едни дечки, значи тоа го кажавте сега, сакате да спориме факти, тоа цела Македонија го слушна. Тако Сакате да нешто? го најдам се, ајде, еве, кажете ми, јас ќе се обидам да го најдам видеото и да видам што е како е. Ајде, најдете. Ема еве добро, сега да губиме време за тоа. Верувајте ми дека беше така. Значи тоа го кажавте и јавно пред очите на целата јавност и затоа ме чуди како може ваква грешка да направите. Добро, да се вратиме на тековните моменти. Велите, Почнавте со, не завршивте со УЧК, со Али Ахмет. не ми кажавте зошто, значи отидовме, затоа е вака и емисијата, затоа што немам сценарио. Зошто се уште Дуи упорно го прогласува и се повика на Охридскиот договор дека е тоа историски договор помеѓу албанците и македонците. Тие во последно време тврдат дека некој американски професор го направил тој договор. Да и го викнаа. И да им даде некаква анализа Чиста лага е тоа, не е Добро. точно. Добро. Договорот го направија американците и европјаните. Меѓутоа, тоа е голем срам за Македонија, бидејќи ние со 60.000 војска, значи 2-3 дивизии или 4 дивизии, изгубивме од неколку илјади терористи што дојдаа од Косово. Тоа е голем срам за Ова Македонија. неколку пати ми го кажувате. Навистина е тоа голем срам за Македонија? Тоа е најголем срам за Зборувате македонската од револуција. војна перцепција, од воен аспект, така? Од политички аспект. Од политички повеќе. Пошто договорот е политички, не е Да, ма војни. војната е изгубена со војска, нели? Ние Тоа е. 60.000, они 2-3.000, така? Тоа е
мировен договор подпишан под диктат зашто ја загубивме војната. Значи, ние можеме да кажеме, еднаш ка кажав, некој ми се налутија дека ние капитулиравме? Точно. Точно. Тоа не е срамота да го Не кажам? е срамота. Вие сте учеле филозофија и инсистирате на етика. Тоа е Така е. етичка Категорија. фотографија. И категорија. Апсолутно. Значи, сметате дека тоа е причината, но кажете ми една работа, зошто толку инсистираат албанците, особено ДУИ, знаете дека има представка до Уставниот суд за законот за употреба на јазици, а представката е поднела неколку партии, и Левица, и ВМРО, и 12 други физички лица, ако не се лажам, и представките се однесуваат да се утврди законитоста на самиот закон за употреба на јазиците. Замислете, дури има и представка за самото име на јазикот. Има за неколку членови, и оние членови кои што ги ја тангираат употребата на јазикот во судовите, користење на јазикот на монетите, на парите, на еполетите, на униформите на војниците, пожарникарите, полицајците и така натаму и така натаму. И зошто тоа име толку еден емотивен, па можеби емотивен, да, ама и политички грч во нивниот разум, да им прави такви контракции, за да тие толку се вознемируваат, а не се вознемируваат, не знам ова дали го знаете, истовремено има постапка за утврдување на законитоста на хашките случаи кои што беа вратени назад во собранието, знаете, им беше дадена амнестија. Зар вие не мислите дека поголема експлозија во наводници ќе им предизвика хашките случаи кои повторно се отворат, отколку два члена кои што се практично неупотребливи во праксата? Да почнем? Да. Од кај да почнем? Од кај Од хашки сакате? случаи или годово? Како вие сакате? Како вие? Хашки случаи. Лани на 15 јануари нашата колешка, бивша коментаторка на Ослобоđenje, комесар за човекови права во Совет на Европа, му напише на премиерот Ковачевски да го отвори процесот да се преиспитаат хашките случаи, зашто војни злосто не застараве. Дуња Мијатовиќ беше. Точно. И се прават овие, не сум од овде. Точно. Второто прашање. Јас се секам што гледам телевизија пренос од парламент, легендарниот Артан Груби, кога му вели опозицијата ВМРО-ска да почекаме да дојде мислење од Венецијанска комисија, па тогаш да го гласаме законот не на брзина, на јуриш да го бутате. Увика, не се секирајте, Чим ќе дојде, ние ќе го имплементираме. ние ќе направиме ревизија. А не го кажува Само- само тој, само него и не. Заев го потврдува тоа. Заев не го знам. Второ, кога дојде мислење од Венецијанска комисија, тој дрско, безобразно вели, нема ревизија, бидејќи немате Бадентерово мнозинство. Така е. Што е тоа? Значи, зато велам ја Али Ахметиев Султан, со 13 пратеника Тоа се вика- владееше со Македонија. Тоа се вика тргување со политичка моќ. Се класична можда- Да политичка не моќ. влегуваме сега у лингвистичка еквилибристика. Не, тоа е факт, постои. Тргување со економска или политичка, вика политичка моќ, ја не сакам ова да го дадам, поради тоа што имам политичка моќ. Немате Бадинтер. И после, Тоа се вика измама. така, и последни две работи за кои што исто така ми беа интересни вашите ставови, а поврзани се со влезот на бугарите во нашиот устав, тоа е едната точка, а втората ќе ви објаснам, а втората точка е вашата изјава, само да бидам, пошто многу сум прецизен кога кажувам нешто. Велите вака само за договорот со Грција. Нека да го запишам. Добро, беше во смисол, ќе си го вратиме името кога ќе влеземе во ЕУ и тогаш ќе го раскинеме договорот од Преспа. Трите договори. И Охридскиот, и Преспанскиот, и Бугарскиот договор. Сега да ја прашам, кога вака ми изборите, одлична теза. Човек се што сте имале можност да разговарате со едно чудо светски дипломати. 100 шефови на држави и влади. 100 шефови, точно? Шефови држави и влади и шефови на дипломати. 100. Кој ви е најголема гордост со тој што се вака лично што сметате дека сте имали најголем бенефит како човек и ние како држава? Двајца. Кажете ми. Најголеми пријатели на Македонија. Мојот пријател од земјотрес, Лоренс Синклбергер, Лоренс од Македонија, и Нобеловецот Ели Визел,
голем пријател на Македонија, што го повикав овде заедно со госпоѓа Клинтон 1999 година во името на председателот Клинтон да им речат на овие несретни бегалци од Косово ќе ве вратиме дома. Тоа е за мене најголеми интервјуа што сум ги направил во живот. Кажете ми, дали е една од тие работи што се случи враќањето на бегалците назад, знаете како беше, тоа беше онака блицедна ситуација, дали е тоа еден од најголемите наши мајлстонови на Македонија во изминативе 30 на години, од 34-35 години како што постоиме? Што е нешто што вие би го именувале, би го нарекле пресвртница или мајлстон, како сакате повеќе? Во Македонија пресвртница е што Михаил Сергеевич Горбачов, татко на перестројка, што се занесуваше дека може да го поправи реалниот социјализам, ја растори Советската империја, го растори социјализмот, ја растори Југославија и ние добивме бакшин држава. Зошто? Зошто и во Советски... Само да довршам. Ема терминов е... Се довршам, јас зборам. Значи, и во Советскиот сојуз, и во Југославија беше државата поставена на 3 столба. Добро. Една партија, болшевичка, немилосрдна, второ, една тајна полиција и една војска, една армија. Кога тие се расплатија, се растори све. Зашто реков бакшиш? Ние со прст не мрднавме што добивме држава 1991 година. Тоа е бакшиш. Добро, не би го користил баш тој термин, добро, тоа е ваше... Тоа е прашање на стил. Така, прашање на стил, на стилски фигури се согласувам, но не ми кажавте околу шансата да се раскинат двата договори, трите се извинувам, евентуално по нашето влегување во ЕУ, што јас сум скептик дека некојаш ќе се случи, но еве вие викате јас врска немам, ќе се случило, добро, ќе видиме кој нема. Да кажам зошто, може? Ајде. Тоа не е наша работа дека ние сме паметни, убави и честни. Америка и молклав од Кина да не дојде овде со милиардите и затоа целиот Западен Балкан заедно со овие Молдавија и Украина ќе ги турне во Европска Унија. Значи, сите заедно ќе влезат. Нема ни прв, ни втор, ни трет. Мислам дека Америка во моментот, целиот овој регион балкански воопшто не во нивниот перископ никако не се појавува, дека се концентрирани на 3 поголеми сериозни жаришта, кои што, а за мене ако ме прашате, поголемо жариште може да биде во Босна отколку тука во Македонија во регионот. Нешто што поголемо жариште е Газа. Газа веќе е жариште, тоа е веќе факт што се случува таму и тоа е Иран е тука со нуклеарната програма каде што е со Русија и Кина за себе. Повлечи потегни, кинезиве, еве не знам сабале читам дека нешто почнале договори со американците со царините така наречените тарифи. Така да тој привремено. Но добро, ама вака знаете како вака можеби блентово звучеше политиката на Трамп ке ви бапна молку тарифи или царини и полека си доаѓаат луѓето што не би сакал се го повторам него на фраза што ја каже да му бакнат едно место нему, него доаѓаат еве ќе биде малце поблак на баци рака. Па Кина му удри исто контра. Па мудри, ама реално Кина е кој што има повеќе потреба од извозот од Америка отколку американците во извозот во Кина. Така да се сомневам искрен да бидам со вас дека ќе бидеме некако наменител на ЕУ. Единствено ако се случи некакво склопување на коцките, брзо да заврши војнава, па тогаш ЕУ американците реално да им ја свиткаат малце раката на бугарите и да попуштат во одреден дел за да можеме ние со некаква совест да ги вметнеме во уставот. Вас ви пречили ако бидат бугарите во уставот? Само да кажам бекграунд на тоа. Ајде. Кога во март 2019 во Загреб Бојко Борисов гласаше да почнат преговорите со Македонија. На 19 октомври рускиот пилот Румен Радев ги собра кај себе во канцеларија цела влада. Иако да знаете дека вежбал, да ве коригирам, памтите се мислата, вежбал и во Америка за пилотирање, ама на симулатор. Тоа е точно. Не вежбал. 2 војни академии во нашиот град завршил Темпи, Аризона. Ама крие каде учел да вози МиГ-29. Тамо работели на симулатори, добро?
Ја не знам што работеле во Да Војна кажу, академија. добро. Океј. Да завршам. Значи, таму има резолуција на председателот со владата со 20 барања против Македонија. Од тука ги носи да уши во собрание на Бугарија, има бугарска декларација на собрание. Кога виделе американците дека овие се шекуваат со Македонија, му наредија на Макрон, кога Бајден го осакати 154 милиарди долари договор подпишан за подморници со Австралија и стана бајче. И тогаш во име на Европска унија Им го раскина договорот. му го превзема. И Мислам Австралија го раскина договорот. па се знае кој е Така. газда во куќа. Така да. И што се случи? Тогаш господин Макрон, филозоф државник, што направи? Предложи во име на Европска унија 3 услови за Македонија. Прво, да ги ставиме бугарите во устав. Второ, да престане така наречена говор на омраза. И трето, да не ги нарекуваме фашисти. И тогаш тие главните бугарски шовинисти, да не ги именувам, а неколку души ги барам на дуел, што би рекле вие на кавга, Ја имам еден да кажа, но на 25 ми доаѓа еден професор, може да се го гледале во Само вистина, се вика Иван Динев од Цинцинати, бугарин, ке дојде века ке мене на кавга. машало, ќе Добро. гледам. Значи, што се случи? Тогаш главните бугарски шовинисти, антимакедонци, професионални, рекоа, како бараш да ги стават бугарите во устав, признаваш дека има македонци. И сега дојде до главната работа. Ваше студио овде, Добро. на 6 јуни лани, на 6 Добро. јуни, не, преклани, 23, збориме 23-та. Така? Да. Добро. Максим Димитриевски рече, може бугарите во устав, ама кој ќе влеземе ние, Со одложено дејство. да. Добро. Утрената на 7 јуни, Добро. без да му трепне око, тоа го повтори Мицковски. Без да му трепне око. И Добро. тоа го тера ко своја идеја. Добро. Значи му е украл идејата на Максим Димитриевски. Зашто ми пречи на тоа? Он е политички политички фактор сега. Он е универзитетски професор. Тамо се знае што е. Треба етика. Прва е кај нас работа етика. Добро, ќе видиме како се премиерот Мицковски тоа ќе го изменаџира со Бугарија, но еден факт ќе се согласите и двајцата ќе се согласиме, ги гледате анкетите, македонците не се срекни по големиот број на македонски граѓани со ставање на бугарите во уставот, затоа што го сваќаме како класична уцена или подчинетост. Тоа е факт и ја дури си давам да слободно да кажам и да не беа бугарите, да дојдеше ново барање дури и у србите, од страна на србите, за кои што македонците сметаме дека не се големи пријатели, мислам дека тука ќе реагиравме, затоа што веќе дадовме се што можеше да дадеме. Веќе дојдовме до еден зид каде што веќе велиме нема каде. Тука имам амандман. Ајде. Значи не е доказ за политичка номенклатура што мисли народот. И во Бугарија, ако прашате, 80% се против македонците, дека се народ. Не, ама тоа зар е мал доказ? 80% иначе во Бугарија, за ваша информација, не сакаат македонците да влезат без услови. Мора да има некој услов во ЕУ. Не е тоа важно. Важно е дека не признаваат за народ. Апсолутно, па Тоа е она што е најстрашно. бугарите се првите кои што ја признаат територијата, но никош не го признаа ни јазикот ни идентитетот македонски. И тоа е точно. А само уште еден амандман Ајде. имам. 3 пати го интервјуирав филозофот Кого? Желјо Желев. Аха, 3 пати. добро. Еднаш Го сметате ли за пријател на Македонија? не, Не? 3 пати го интервјуирав. Еднаш во Скопје, Добро. еднаш во Кран Монтана, Добро. еднаш во Охрид. И клучно прашање ми беше, Кој? вие сте филозоф? Да. Доктор филозофија? Да. Што мислите, русите, британците, французите и американците будели се? Не. Ако не се будели, како може да има
катедра по бугарски јазик литература, катедра по македонски јазик литература. На BBC Глас на Америка. На Москва, македонски, на бугарски. бугарска редакција. Така. Во Охрид, третиот интервју. Жена му седеше на 2 метра од нас. Почна се дере. Ја му викам, председателе, ако вашава сопруга е попаметна од вас, вие станете, она нека дојде. Он чути морити и го пуштив тоа емисија. Господине Гајдов, ви благодарам, ми беше интересно, верувал не поминаа 65 минути. За мене беше 5 минути. Исто и за мене беше многу За добро. многу, до година пак ќе се види. Ке се видиме обавезно. Ви посакувам многу здравје. Имам уште една амандман. Ајде, поведе. Вас не можам да ве одбијам, само да знаете. Ние во филозофско друштво имаме секција на новинари филозофи. Добро. И очекувам во есен на тој светски ден на филозофија Добро. го видам Иван Мичевски, наш колега почиток, Ке ме видите, ви вето. за многу години. За многу години. Да ми останете со добро здравје, да вие си исто. продолжиме со нашата убава соработка со Канал 5. Пак ќе ви кажам, вие сте сепак една сериозна интелектуална величина која што ретко имаме во Македонија и би сакале да слушаме од вас совети, размислување, но најважно знаете што велам ја. Историјата е мајката за еднината. Кој не ја познава... Што на амандман имам? Ајде. Кога вие ме частевте со една емисија утринска, да ми честитате 60 години од новинарско занимање. Не е тоа часање, тоа е само едно одбележување за што ви вашата реков величина. тоа? Ја да се реванширам, сега доаѓаат 53 министри за надворешни работи. Направите разговор со 10 најважни министри. Вие рековте, вие направите. Не, имате вие Така е. Диновски прекратен новинар, Така е. барем земите еден. И вие промашивте да имате во ваша телевизија дуел на американски и руски министер. А мислите дека не сакав? Другата година. Мислите дека не сакав? За многу години. Ви благодарам. Ова беше господинот Љубомир Гајдов, една убава беседа, малку на одредени моменти пожустра, но важно беше дипломатска, новинарски коректна и пред се филозофска, што би сакала двајцата колегијална да кажеме. Наредната недела би требало да го имам господинот Јани Макрадули во студиото и со него малку да поевоцираме спомени и да направиме некаква анализа во која насока се движи бродот на СДСМ, дали не навистина е тргнат на кај Дубај или е тргнат на кај Брисел. Ви посакувам убава вечер со програмата на Канал 5, останете ми живи, здрави и вие и се гледаме наредниот понеделник. Пријатно.